Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Во денешното видео ќе зборуваме повторно за содржина од најновата книга на авторката Шефалица Бари. И содржината на ова видео ќе биде од шестиот чекор од втората фаза. Шефали ја нарекла "Престанете родители со етикетирање на вашите деца". И сега ќе ви ги прочитам стиховите од авторката Шефали, кој што секогаш пред време, значи на почетокот, ги пишува со цел на некој начин да ја долови суштината на она кој што ќе се зборува во овој шести чекор. Да ги слушнеме. Моето дете не е етикета, ниту придавка, ниту наслов, ниту украс, ниту награда, ниту достигнување, ниту цел. Моето дете е човек, во постојано формирање, во постојан процес, во постојан тек. И кога напредува силно, но и кога е збунето, и кога е во хаос. Жалбата моја да го ограничам не потекнува од него. Таа доаѓа од мојот собствен отпор кон неговата недефинирана природа и од мојот страв да се соочам со мојата собствена природа. Тоа се стиховите на Шефали. Понатаму, Шефали во разговорите со родителите за свесното родителствување, им спомнува дека во најголем дел родителите се уште родителствуваат со своите деца спрема традиционалниот модел на родителствување, каде што доминантната улога ја има родителот и каде што тој често пати се поставува на тотемскиот столб во односот со детето, каде што лажно тој си дава моќ да може да го суди и да го срами собственото дете. Родителот често пати тој два пати воопшто не размислува, не се преиспитува сами од себе си, пред да си ги нарекува собственото дете, пред да го нарече лошо, добро, глупаво, мрзливо, вредно, паметно и така натаму. Туку како овие зборови да се налепници во одреден момент кога има потреба, тој му ги залепува на детето и потоа кога посакува, тој ги одлепува за да може да му залепи нови. Меѓутоа, таа им објаснува на родителите, ние воопшто не размислуваме како овие зборови, овие етикети кои што им ги даваме на децата, и те како влијаат врз односот со нашето дете, но посебно врз самото дете, врз суштината на самото дете. Зошто тоа се случува? Прво, тоа се случува затоа што ние како родители имаме една потреба нашето однесување да си го оправдуваме кога ги етикетираме нашите деца, затоа што мислиме дека сме секогаш во право и ние мислиме дека имаме право да ги оседуваме нашите деца за нивното однесување. Да ги етикетираме како лоши, како добри, или, например, во ситуацијата кога ќе го етикетираме нашето дете како лошо, што се случува? Се случува една последица спрема нас, дека оправдано е ние, кога нашето дете, да го казниме. Ние влегуваме во една рационална размисла дека е оправдано да го казниме нашето дете кога сметаме дека тоа лошо се однесува. Воопшто не помислуваме, например, самите да се преиспитаме, да си го поставиме прашањето, дали јас во тој момент исправно се однесувам? Дали моето дете навистина така се однесува во тој момент? Дали свесно сум тука во сегашниот момент и дали е таква навистина суштината на моето дете? Меѓутоа, Шефали што вели? Напротив,
Ние кога ги етикетираме така децата, исклучиво сме фокусирани само на процесот на етикетирање. Толку сме задлабочени во етикетирањето на своите деца, што воопшто не ја гледаме вистинската суштина, туку ние веруваме дека тоа на вистина е суштината на нашето дете во тој момент. Затоа, значи, ние како родители Шефали им објаснува дека она што не го сваќаме, што не го разбираме, за кога влегуваме во однос постојано да имаме потреба да ги етикетираме нашите деца, е фактот што на тој начин ние неотповикливо и неизбришливо ги обликуваме перцепциите на нашите деца за самите нив. Затоа таа вели дека овие прашања претходно се доста моćни, меѓутоа таа спомнува уште помоćни прашања кои што навистина потребно е родителите да ги преиспитаат за да можат да дојдат до еден процес на освестување секогаш во моментите кога самите ќе видат дека имаат потреба да ги етикетираат децата. Првото прашање е што ми дава право на мене како родител да сакам да го судам сопственото дете. И дали јас се обидувам воопшто, второто прашање, дали јас воопшто се обидувам да го живеам или да влезам во околностите на моето дете пред да го осудам. Дали воопшто јас како родител сум способна да можам да го почувствувам она кое што го доживува моето дете. И кога ги судиме и ги етикетираме децата, Шефали вели тоа го правиме затоа што предпоставуваме две работи. Ние родителите. Која е првата работа? Првата работа е дека несомнено јас како родител сум во право. Меѓутоа ова Шефали спомнува дека е доста опасно размислување од страна на родителите, затоа што ние на тој начин преку таквиот став наш, преку таквото наше размислуваме, влегуваме во една неприкосновена супериорност во односот со нашето дете. И ова само нас не води во една состојба, во една енергија, постојано да се создаваат конфликти помеѓу нас и децата. Значи, овие се основните состојки кои што ги вика Шефали, основните компоненти на релацијско разделување, на релацијско исклучување и на создавање на дисфункционален однос со децата. Се додека поседуваме еден таков став, дека можеме да ги етикетираме децата кога сакаме, имаме потреба, ние секогаш сме во еден став дека супериорно се оправдуваме дека сме во право. И втората предпоставка е кога ние предпоставуваме интимно познавање на друг човек, во овој случај, значи, биолошки, на биолошко ниво, на емоционално ниво, на психичко ниво, дека ние потполно го познаваме нашето дете. Меѓутоа, што ми објаснува на родителите Шефали? Таа ми објаснува дека ниту еден човек на планетата Земја не може да познава до толку интимно друг човек. Така и со нашите деца, затоа што нашите деца се сосема друго битие, различно од нас. И токму поради тоа треба да се запрашаме дали ова наша потреба да ги етикетираме нашите деца, да им доделуваме постојано етикети, дали всушност тоа не е една заблуда во која што сме навлезени. Затоа што кога тоа им го правиме, ние внесуваме елементи на насилство. Значи, затоа што пресудата, обвинувањето, тие се во суштина и како произлегуваат од нашите рани, од нашите маки на собственото условено живење и на собственото постоење. И тие како такви представуваат корен на една врска во насока на дисфункционалност.
се додека ние поседуваме оваа предпоставка, дека ги познаваме потполно нашите деца и имаме право поради тоа да ги етикетираме, ние ќе ги третираме нашите деца во насока тие да го гледаат светот со истите очи како што и ние го гледаме светот. Преку црно-бел аспект. И со тоа, значи, ние сигурно ги водиме децата во светот на предрасудите. Значи, она што ние го гледаме, ги учиме децата и тие ни животот така да го едноставно да го градат тој поглед на свет. Меѓутоа Шефали вели, родители и како има решение за ова нешто, меѓутоа тоа решение, значи начинот за кој што ние можеме да излеземе од овој, да го смениме, да смениме енергијата, да ги смениме нашите ставови, да ја напуштиме таа потреба да ги етикетираме нашите деца, ќе можеме да го видиме во следното видео. Па останете и тоа да сакате да го погледнете и тоа видео. Ве советувам, драги родители, така да се надевам дека ви се допадна ова кратко видео. Имајте убав ден, се гледаме наскоро.